Kako можеме да знаеме дали се земат од еден да веќе од интернет? Но ова прашање ми изгледа мојот одговорен често пати кај вас, само мадам што е дојде, но како да знаеме дали се следи еден што све што зборуваат во интернет? Прво треба да гледаме кој е овој, каде имат учено, кој му се алимите, која му е школата што овој имат учено. Дали овој човек има завршено негде или пак имат учено кај некои учењаци што од ними се земат знаење или пак да имат учено. Не секој што излеги на интернет треба да се слушат и да се следи. Посебно сега на ова време. Затоа што сега на ова време секој за едно мало шухра да земе, мало име да земе, учит мало арапски, ово, она и се појави на интернет како да е алим на верата. За да спремиш еден дерс, браќа, не е тешко. И ти можеш да спремиш еден дерс и една хутба. Тоа не е проблем да спремиш. Сега ChatGPT-то ти прави хутбата можда поубаво од мене. И поќе влијање од мене може да ти прави хутбата. Ама ова не значи дека си алим. И не значи дека имаш стигнато знаење. Ова обратно. Ова кажи дека ти си најнезнаниот човек. Ова вера, ова знаење е вера. Мухамед ибн Сирин, рахимахуллаху таала, вели: "Инна хада ал-илма", ова го пренесет имам Муслим. "Инна хада ал-илма динун. Фанзуру амман та'худуна динакум." Ова знаење е вера. Гледајте од кого ја земете вашата вера. После вели Абдуллах ибн Мубарак, рахимахуллаху таала, "Ал-иснаду мин ад-дин." Сенедот е од верата. Сенедот што ланицот на пренесувачи. Од кого имаш зема знаењето? Ти имаш слушано сега од мене. Јас од кого имам слушано? Ја од кого имам слушано? Од мојот шеф, од моите професори во школа. Ја имам, затоа, например, имаме декрети. Ти дава дека ти имаш завршено ова школа, имаш нешто. Смеш, ти дава тој дозволо да зборвиш за вера. Ти сенет на учењаци немаш. Школа, диплома, некој да каже за тебе дека имаш учено негде, немаш. Од каде ти да се зема знаењето од тебе? Кој ти има речено тебе да седиш, да кажуваш дерс. Затоа вели Абдуллах ибн Мубарак: "Лаула al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a." Да не беше сенедот, ланецот на пренесувачите, ќе велеше кој сакаше што сакаше. Исто вели Мухамед ибн Сирин: "Кану ла яс'алуна ан al-isnad." Вели не прашај порано во првите генерации, на генерацијата на пратеникот Абу Бакр и Омер. Не прашај за сенедот, за ланецот. Зашто сите беа веродостојни. Не лаже за пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. فلما وقعت الفتنة, кога се деси фитната, од кога го убиена Осман радијаллаху таала анху, قالوا سموا لنا رجالكم. Тогаш почна да се интересираат од кого го земи знаењето, затоа беа проширени фитнеџиите, беа проширени мунафиците, беа проширени бидаџиите, почна да се прошират бидаџи. Хавариџите, текфирците почнаа во тоа време да земаат сила. И тогаш рекоа: "Самму лана риџалакум", дајте ни ги имињата на вашите учители. Од кого имаш учено? Кој ти е учител? Кажи ми го името. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم فيقبل حديثهم. Тогаш гледавме, вели. Ако ни спомнеше име, гледавме ако е од أهل السنة والجماعة, го земавме тој хадис. Прифатевме тој хадис. Ако не беше од أهل السنة والجماعة, беше од бидаџиите, го оставивме тој збор. Не го зедовме во обзир. Зато Бушейр ал-Адауи, еден од табиините, кога дојде кај Ибн Аббас, радијаллаху таала анху, и почна да му вели: "Овој веродостоен човек." Ама Ибн Аббас не го познаваше.
Нередостоен човек, алим од табините, знаеше, не лажеше за пратеникот салаллаху алейхи веселем. Ама Ибн Абас не го познаваше него. И почна да зборви пратеникот салаллаху алейхи веселем надречено каже Кале Расулуллах, Ибн Абас не му сврти ни глава, ич. Ниту пак го слуша. И тој примети дека Ибн Абас не го слуша. И му рече, Ибн Абас, о Ибн Абас, зашто не ме слушаш? Јас верам пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол, пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол. Ибн Абас му рече, ова е pouка за нас. Не секој што излеги до интернет рекол пратеникот салаллаху алейхи веселем тоа да земи го хадисот после осигурувај се. Кој е овој човек, кај има учено? Фетвите посебно, кога дојд во фетви да дава. Кога дојд да ти објасни таухид, китабу таухид, а тој нема машам мараихатул илм. Немат мирисано уште мирисот на знаењето. А тој ти објасни големи книги на таухид. На големи книги од учењаците, големи. Тој немат ни сенет од тие книги, па не, ниту пак имат учено негде. Не земет книгата и си слушат на интернет некој што ја објасни и ајде, бисмина. Некој пак иш не слушат. Не земи само и не тумачи книгата. Не треба, овој не се следи. Зато треба да па и пак треба да го прашаш еден луѓа што му веруваш и учиш кај него. Што вели за овој човек? Дали се земат од овој или не се земат? Зашто? Зашто учењаците го познаваат едниот другиот. Оđите го познаваат едниот другиот. Знаат кој кај имат учено, каде имат учено. Знаат тој дали имат седнато негде или не знаат. Претежно тие што се близу во генерации. А сега на интернет секој се појави тоѓа. Секој се појави оđа. Затоа треба да пазиме од кого, кој имате. Ибн Абас што му рече? Ние порано, кога некој велеше пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол, ние очите кај него се обратевме целите кај него. За да слушаме што рекол пратеникот салаллаху алейхи веселем. А кога почне луѓе да вели да лажат и да прават вакви фитни, не се обратевме веќе како порано. Сега слушаме, земаме од оној што го познаваме. Од оној што не го познаваме, цел ден нека вели пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол, не земиме. Зашто не знаеме дали од ехлу сунна или не од ехлу сунна. Посебно во тоа време, кога не беа уште сите хадиси пишани, можда Ибн Абас радијаллаху таала анху некој хадис што го кажуваше тој, него имаше слушнато од пратеникот салаллаху алейхи веселем, или пак него имаше слушнато од Ебу Бекр, Омер, од големите асхаби, како да му веруваат? Сега пак полесно е, зашто ќе влегвиш, ќе го прашаш ChatGPT, тоа ќе ти кажи. Ќе го прашаш Мектеб Шамиле, ќе ти кажи. Ќе го Google, шеф Google, ќе ти кажи дали е исправен овој хадис или не е исправен тој хадис. Или ќе го прашаш твојот оđак, ќе ти кажи. Зашто сега веќе е собран хадисот на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Зато како треба, како што рековме, да видиме каде имат учено, кои му се учењаците, дали е од ехлу сунна вал џемаа или не е од ехлу сунна вал џемаа. Што велат добрите оđи за овој човек? Што зборуваат за него? Дали зборуваат добро или не зборуваат добро? Дали ти велат слушај го или ти велат оддалечи се од овој? Зашто тој осетви нешто што ти не осетвиш. Посебно кога си во почетник. Ти секој што излеги ти имат ораторија добра, мој да те лажи. Мислиш дека тој е најголемиот алим во светот. А освари тој нешто не е алим, него мирисото знаењето него имат мирисано уште како што треба. Аллах најубаво знае.